Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за рехабилитација, односно физиотерапија на повреди и состојби при масовни несреќи, односно трагедии како што беше и трагедијата во дискотеката во Кочани. Со мене е Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт. Илија, добар ден, ти благодарам што си дел од денешното издание на емисијата. Добар ден до вас, добар ден до гледачите на телевизија Сител. Благодарам што ме поканивте да гостувам во вашата емисија. Илија, кога говориме за изгореници, скршеници и останати повреди, односно респираторни проблеми, ќе ги поделиме сите посебно, ќе поразговараме околу рехабилитацијата, меѓутоа она што е на почеток, кога треба да се почне со процесот на рехабилитација при вакви повреди и состојби? Видете, физикалната терапија вклучува широк спектар на методологии кои што се применуваат кај нашите пациенти, кај сите овие проблематики кои што ги спомнавте во моментов. Физикалната терапија тече во три фази: рана фаза на физикална терапија, средна фаза на физикална терапија и завршна фаза на физикална терапија. Многу е битно веднаш по испуштањето од клиника на пациентот да му се пристапи со физикална терапија. Дали тоа ќе бидат вежби за респирација кои што ќе помогнат да се подобри респираторниот, односно дишните патишта да се подобрат, дали тоа ќе биде физикална терапија која ќе биде применета од видот на вежби, од видот на други методологии од физикална терапија, сите тие ќе бидат клучни пациентот да се врати во една добра стабилна состојба. Но раната фаза на физикална терапија е многу битна кај пациентите, се со цел да не се остави да тече еден подолг временски период каде што пациентот ќе биде залежен, бидејќи тука следува атрофирање на мускулатурата, влошување на состојбата на респираторните патишта и сите други последици кои што следуваат кај пациентот. На што треба да се обрне внимание при вакви случаи, што не треба да се прави? Видите, прво пред се мора да се направи една проценка на пациентот, да се види фактичката состојба пациентот во каква состојба се наоѓа. Веднаш физиотерапевтот после тоа ќе мора да направи еден сериозен протокол, план, програма по која што ќе работи со вакви лица, бидејќи сепак станува збор за посериозни изгореници, за посериозни проблеми со респираторниот систем, така што планот и програмата ќе бидат клучни да ги следи физиотерапевтот што ќе работи со тие пациенти. Но секако тука следуваат, што рековме, респираторни вежби кои што физиотерапевтот ќе ги покаже на пациентот како пациентот да земе воздух, да испушти воздух, се со цел да ја подобри работата на респираторниот систем. И секако тука ќе бидат клучни да се направат кај овие пациенти, например да речеме вежби, бидејќи мускулатурата е атрофирана, залежани се во периодот кој што биле сместени или хоспитализирани во болниците. Добро ќе биде кинезитерапијата да се размрдаат малку пациентите од она што се атрофирани, да почне мускулатурата да зајакнува или да се помогне со физиотерапевски пристап пациентот да почне сам да станува, да му се покаже како да почне да оди пациентот. И сите тие методологии се баш од значаен здравствен аспект за сите пациенти кои што ќе ги добијат овие физикални процедури. Доколку станува збор за изгореници, кои методи се препорачуваат, а што треба да се избегнува, односно да не се прави при процесот на рехабилитација? Така, исто така кај овие посериозни изгореници кои што ги спомнавте, не смее да се применува мануелна техника, односно масажа на самото тело, бидејќи сепак имаме тука изгореници кои што тие изгореници не ни дозволуваат да правиме триење на самите делови на телото, така што пак ќе бидат клучни вежбите за респирација, вежбите за кинезитерапија кои што пак ќе помогнат во координација да се зајакне мускулатурата, како што кажав, и секако станување, одење на пациентот. Ќе користиме други методолошки процеси кои што ќе помогнат во целата рехабилитација, но не смееме тука да применуваме техники на масажа или пак на електротерапија, струја, која што ќе биде ќе даде контраиндикативност кај овие пациенти да се спроведе физикалната терапија. Кога ги споменавте вежбите за рехабилитација, во што се состојат тие вежби за рехабилитација, респираторна рехабилитација? Респираторната физикална терапија, како што кажавме, тоа се помош од физиотерапевт кој што му се кажува на пациентот, бидејќи по испуштањето на клиника, кај пациентите, бидејќи сите овие пациенти, се зборуваме конкретно во дискотеката Пулснели во Кочани кои што биле, сите тие отровни гасови имаат втишано во самите бели дробови. Кај нив е добро после испуштањето од клиника и за време на
хоспитализацијата во клиника, добро е физиотерапевти да работат со нив, значи да им покажуваат пополека како да земат воздух, како да го испуштат воздухот со цел нели да се подобри работата на респираторниот систем, но колку сега колегите можеле да постигнат во однос на тоа да го направат, не навлегувам тука, но добро е по испуштањето од болница, од клиника, на пациентите да започнат веднаш една рана фаза на физикална терапија која што ќе биде клучна да им се помогне нели во подобрувањето на респирацијата. Физиотерапевтот ги покажува вежбите со земање на добар воздух, со како пациентот да го испушти тој воздух, нели се со цел да почне работата на добави да се подобрува и ако земањето на воздухот кој што ќе го зема пациентот да може добро да го земи и добро да го испушти преку пат на нели белите дробови. Колку време вообичаено трае еден третман, колку пати неделно? Сега ова е повод трагедијата во Кочани, меѓутоа и во секојдневието се случуваат вакви индивидуални, но и во помал број на несреќи, како примери или како совети за сите останати кои ќе се најдат, не дај Боже, во ваква ситуација. Видете, секоја рехабилитација која што ќе започне да се спроведува со физиотерапевт, најмалку треба да трае од 10 на дена до 21 ден. Меѓутоа сега кај одредени потешки пациенти ние не ги форсираме многу пациентите, него напротив им правиме значи физикална терапија која што ќе биде 2 до 3 пати неделно. Од 45 минути до 1 час. Значи физиотерапевтот работи со тоа лице кое што нели ги пременува тие вежби со цел пациентот нели да почне да се чувствува да добива подобрување. Но доколку физиотерапевтот не може да постигне да ја спроведе таа цела физикална терапија, бидејќи станува збор за поголем капацитет на пациенти, добро ќе биде да го обучи пациентот да почне и сам да ја работи таа респираторна вежба, бидејќи секако нели доволно е да се покаже еднаш до 2 пати, не се комплицирани тие вежби, не се многу тешки, пациентот доволно е да му се покажат еднаш до 2 пати и он ќе може сам да ги прави. Меѓутоа знаете како кога има физиотерапевт ќе е авторитет, па ќе мора да ги направи. Ако му ги кажете сам да ги направи пациентот, денеска ги направил, утре не ги направил, но подобро ќе биде тоа стручно да биде нели спроведено со физиотерапевт, бидејќи и физиотерапевтот ќе ја контролира работата како пациентот нели вдишува и издишува и дали диши нормално или не диши нормално, но и пациентот ќе се чувствува посигурно кога физиотерапевтот ќе работи со него. Кога може да се очекуваат први подобрувања или колкав процент на подобрувања доколку се работи според, како што рековте, план и програма? Видете, после втората терапија пациентот веќе треба да почне да чувствува подобрување, бидејќи како што кажав третманот изнесува од 45 минути до 1 час, така што пациентот веќе после вториот третман веќе треба да чувствува подобрување, подобра работа на респираторниот систем и секако подобра флексибилност на самото тело до имплементацијата на самите вежби кои што ќе ги спроведи физиотерапевтот. Но мора да напоменеме да знаат исто така пациентите, кај сите пациенти кои што имаат доста посериозни повреди не се спроведува физикална терапија. Значи ние офаќаме дел од тие пациенти да спроведеме физикална терапија, а кај одредени пациенти правиме само една проценка кај што ќе дадеме мислење кога тој пациент смее да започне со физикална терапија и што ќе биде имплементирано во понатамошниот тек на самата рехабилитација. Бидејќи што кажав, освен индикациите кои што ќе дадат подобрување во тој процес, може да се случат и контраиндикации кои што пациентот место да чувствува подобрување ќе чувствува значи влошување на здравствената состојба. Затоа многу е битно физиотерапевтот да знае што работи со тој пациент, што имплементира, што добива пациентот, а што физиотерапевтот гледа кај тој пациент. Проценката е многу битна физиотерапевтот да ја направи и да знае пациентот дали е способен и подготвен да ја прифати таа физикална терапија што ќе биде имплементирана кај него. Во зависност од повредата, во зависност од состојбата и во зависност од тоа што повреда пациентот има. Да, тука ќе ги поканеме нашите гледачи. Почитувани, доколку имате прашање за денешниот мој гостин Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, прашања во врска со физикалната терапија, односно физиотерапија и рехабилитација при повреди и останати состојби, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02-3116-566. Да, клучно е во каква состојба е пациентот. Еве, пак да се навратиме, колку дена по излегување од болница од пуштање од хоспитализација треба да се почне со ваков третман на рехабилитација или поделени се и тоа фазите, зависи од повредата, дали е респираторна рехабилитација или кинезитерапија, како што споменавте, која е дел од третманот при вакви случаи?
Видете, пак што кажав, значи во почетокот на емисијата, пак ќе повторам и пак уште еднаш ако треба ќе повторам, ќе кажам дека физиотерапевтот мора прво да направи еден разговор со пациентот на релација физиотерапевт-пациент, да се види целокупната здравствена состојба на пациентот и физиотерапевтот е тој како здравствено лице кога ќе пристапи точно да работи со тој пациент. Зашто ние може да отидеме сега, например, да речеме каде што имаме група на повредени пациенти, ние како тим на физиотерапевти или како индивидуален физиотерапевт, јас морам да видам тој пациент дали е прво психички подготвен и спремен да почне да ја спроведува физикалната терапија што треба. Зашто вие кај одредени пациенти имате и одбивност на физикална терапија. Значи каде што пациенти не сакат да ја спроведат таа физикална терапија. Затоа велам многу е клучно пристапот на физиотерапевтот, разговорот со пациентот и физиотерапевтот за да се направи заклучок кога може да почне пациентот да работи со физикална терапија. Но многу е добро и стручно е да се почне веднаш по хоспитализацијата на клиника. Откако пациентот ќе биде пуштен во домашни услови, веднаш физиотерапевтот да направи проценка кога точно ќе почне да работи со тој пациент. И пациентот секако да биде подготвен да соработува, бидејќи со добра соработка ќе имаме добра успешна физикална терапија. Ако немаме на релација физиотерапевт пациент соработка, нема да имаме успешно спроведена физикална процедура. Така, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте, повелете. Имам дедо 65 годишен. Доби излиш на мозокот. Така. И после за 5 месеци каде што е дома, ама што гирали на десната страна. И при да физиотерапевт ми прави вешби, ама не делува ништо. Така, предпоставувам прашањето ви е како да му се помогне на вашиот дедо. Да. Пред месец дена рече дека е изливот, ударот. Да, во ред, ви благодарам, ќе добиете совети и препораки од Илија. Видете, оваа состојба на мозочни удари, инфаркти е една доста покритична состојба, кај која што пациентите, знаете, од активни, кои што биде физички активни, веднаш стануваат пасивни, врзани за самиот кревет и тука настанува една комплетна нервоза кај пациентите. Многу е битно семејството да биде психички подготвено и да малку да почне да соработува и со психолог, би кажал, или со психијатар. Не мора да имате доста посериозен проблем да посетите психолог или психијатар. Доволно е да направите една координација, да се консултирате, да видите што психијатарот и психологот ќе ви помогнат во таа состојба, се со цел нели како ќе пристапите понатамошно кон тој пациент што го имате дома или кон тето лице кое што ќе биде медицинско лице, физиотерапевт што ќе дојде да работи со пациентот. А исто така и физиотерапевтот треба да дојде да направи една проценка со пациентот, да поразговара, да му ја каже состојбата во каква состојба се наоѓа пациентот и секако дека следува една фаза, рана фаза на физикална терапија, како што кажав, средна фаза и завршна фаза на физикална терапија, кое што ќе биде имплементирана физикална терапија се со цел да се врати здравствената состојба на пациентот во нормализација. Но кај одредени пациенти морам да кажам дека исто за жал колку и да се имплементира, и од последиците од ударот. Колку и да се имплементира физикална терапија, кај одредени пациенти за жал стануваат со трајни инвалидитет во зависност од тоа колкава што кажавте била повредата нели на самиот дел на мозокот. Но со голема желба и со упорност да се надменуваат и вакви состојби, барем до некој процент се подобрува, се враќаат основните функции од кои се зафатени или парализирани, како што рече гледачка. Знаете како, Александар, ако навреме реагирате за секоја здравствена состојба, ќе имате во побрз можен чекор резултат. Ако ја занемарите состојбата во која што се наоѓа пациентот и оставите таа состојба да трае, ќе ги очекувате резултатите да стигнат, меѓутоа во зависност од тоа дали ќе стигнат или не, тоа е индивидуална работа. Но добро е секој пациент да започне значи рана фаза на физикална терапија и да почне да работи се со цел да се имплементираат тие вежби, тие физикални процедури, затоа што не знаете кога може нели да светни, што велам јас, таа црвена сијаличка за да се подобри состојбата кај пациентот. Така. Имаме уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав за вас во студио и за докторот. Сакам да прашам, синот ми е во Словенија на лекување. Така. Сега со ова акупунктурна терапија некој ја прима. Не знам што значи тоа акупунктурна терапија, така ми рече. Акупунктура, има па таа со игли некоја се прави, што ја знам како тоа. Сега ја заврши на 28, пак ќе продолжи уште една. Сака да знае
назнака у наводите има ЦРПС. Вика, не знам што значи тоа, вика, не знам дали има некој да праша што значи тоа. Значи, ЦРПС 1. Значи, таму беше он и на бања, беше и на овие терапии, сега пак ќе продолжа. Иначе се работи за кршеници, односно премачкано стопало, беше прегазен таму со нешто. И не му функционират, значи, кога ќе поводи многу кратко, третиот, четвртиот, вториот, третиот и четвртиот прст. Значи, ќе повода малку, вика, и тие ми се одма здрват толку, вика, као да не ги осеќам. А со иглите, вика, осеќам, кај што осеќам, кај не осеќам и тоа. И касно многу почнено, после една година почнено е со бања. Така му беше некако направено, прекасно е почнето. Во ред, да, ќе добиете совети и препораки од мојот гостин, секој е добро и побрзо закрепнување и на вашиот син. Секако да, поздрав до вашиот гледач кој што се јави. СРПС во извештај значи средна пасивна состојба на пациентот, скратеница од цело тоа што треба да биде напишано во медицинскиот извештај, меѓутоа акупунктурата не влегува во медицината, значи тоа е алтернативна медицина која што ние за жал се уште во медицината не ја имплементираме како методологија која што би можела да помогне кај пациентите, но доста од колегите ја практикуваат и морам да кажам и јас како физиотерапевт дека се покажа доста позитивна во однос на имплементацијата на самиот третман, ја подобрува состојбата, попушта состојбата, значи се чувствува пациентот подобро, но понатамошно она што е класично, јас би рекол од имплементација на физикална терапија, клучен сегмент во рехабилитацијата се кинезитерапијата, вежбите, мануелната масажа, значи која што ги опушта мускулите, ги зајакнува, подобрува процес на циркулација. Со имплементацијата на кинезитерапијата правиме едно комплетно раздвижување на секој лигамент, секоја тетива, секој зглобче да се врати во една нормализација. И она што е исто така клучно добро е електротерапијата, која што одредените струи од електротерапија даваат едно подобрување, односно една стимулација на самиот мускул да се зајакне и да се врати во една добра стабилна состојба. Значи физикална терапија. При вакви повреди, еве конкретно како што напомена и гледачот, со скршеници не ги чувствува неколку прсти на ногата и му представува потешкоти при движењето. Каков третман препорачувате вие? Видете, ако навреме е спроведена физикална терапија, пациентот нема да има... Не после година дена. Затоа велам, нема да има такви трајни последици. Ако не е спроведена физикална терапија навремено што треба, за жал пациентот ќе чувствува значи последици од самата фрактура, односно скршеница, бидејќи нели сепак местото не е убаво разработено и не е вратено во една стабилизација. Така. Режија, доколку имаме и следен гледач, може да го вклучиме пред да продолжиме со разговорот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Поздрав до водителот, поздрав до физиотерапевт. Поздрав и до вас. Имам болест с атриална фибрација в латер на срце. Имам наод искривена кичма, дископатија и пријапани пршленици. Бев оперирана на левиот скочен зглоб, операцијата беше успешна. Но многу лошо беше скршеницата и бев во лежечки седечка состојба поголем период. Не осеќам ништо на скршеницата, но поради пасивност ми се искриви кичмата. Во меѓувреме, десната страна, ногата, имам како и јас тешко се движам. Вежбам секој ден по 15 до 20 минути, бидејќи бев на терапија. 21 ден. На бања. Ме интересира дали за ишијасот треба вежби додека дојдам на контрола за Скопје. Знам дека за срцето не треба тешки вежби. Така. Ви благодарам. Ви благодарам, секој е добро, господјо, и вам да побрзо закрепнување и опоравување. Во оваа состојба, за жал, ќе мора тежок коморбидитет. Ќе мора за жал со интернист да се консултира пациентката. Интернистот ќе ни даде извештај што смее во процес на физикална терапија да се имплементира, така што ако интернистот и физиотерапевтот во координација ќе придонесат нели пациентката да добие соодветна физикална терапија. Кај ишијас во акутна состојба пред се мораме да напоменеме дека не се прави физикална терапија, него со медикаментозна терапија пред се мора да се смири воспалителниот процес, па веднаш потоа после да започне и целосната имплементација на физикална терапија, која што ќе биде од значаен аспект кај пациентката, но пред се пак ќе кажам со вакви коморбидити, кај пациентката мора прво координација со интернист. Затоа што да се зачува здравјето поради примарната состојба и која е потешка и покомплицирана. Доколку имаме следен гледач. Добар ден.
Добар ден, дали се слушаме? Режија, дали имаме гледачи на линија? Да, очигледно се исклучиле гледачите поради одговорите и разговорот со претходните гледачи. Жежов да се фокусираме малку на рехабилитација при набиеници. Какви техники се препорачуваат и применуваат при ваква состојба, па потоа ќе ги офатиме и скршениците? Така, во зависност од тоа какви се контузиите на биениците, значи кај пациентите, исто секако пак мора да има една фаза на мирување кај пациентот од самата набиеница, например да речеме од 5 до 7 дена едно мирување, значи да нема физичка активност, се соцел нели да се стабилизира набиеницата каде што се случила нели во одреден дел на нашето тело. Секако потоа пак една координација со физиотерапевт да се види дали тој пациент има потреба за физикална терапија или пак физиотерапевтот ќе даде мислење дека пациентот може да се врати нели физички да биде повторно активен без физикална терапија, доколку има потреба кај одредени пациенти спроведуваме на кратка, би кажал, физикална терапија која што таа би била од 5-6 дена, каде што имплементираме пак ќе кажам масажа, одредени малку вежби. Да се врати функцијата. Апсолутно, за да се со цел да се врати нели состојбата на пациентот во нормализација, но кај оние доста посериозни фрактури, односно скршеници, веднаш кај нив следува еден подолг временски интервал на рехабилитирање, бидејќи секоја скршеница и секоја посериозна повреда си бара подолго време на лекување. Што имплементираме? Зависност од скршеницата, да. Апсолутно, и каде се наоѓа, затоа што вие може да имате доста посериозна скршеница и не може да очекувате дека таа за 2-3 дена ќе залесне или за една недела. Или пак со физикална терапија ќе се подобри. Да, фактот на тоа говори дека ќе се подобри во одредената недела кој што ќе се имплементира физикална терапија, но не можете да очекувате дека ќе се вратите спортски на теренот, дека ќе учествувате или дека ќе трчате или дека ќе играте фудбал. Тоа мора да биде јасно на нашите гледачи. Секако, добра физикална терапија ќе биде клучна да пациентот се врати во една нормализација. Пак ќе напоменам и ќе кажам, имплементираме вежби, имплементираме масажи, имплементираме одредени видови на физикална терапија од електротерапијата, диодинамските струи, интерферентните струи, магнетот исто така добро се покажува во однос нели на рехабилитирањето, бидејќи секако побрзо го враќа пациентот во една добра подвижечка сила. Така што сите овие клучни физикални процедури се добре дојдени за здравјето на пациентот и секако но и банската рехабилитација во зависност од општата состојба на пациентот. И јас ако ме прашате мене како физиотерапевт, јас банското лекување го препорачувам кај повозрастните пациенти, бидејќи тие повозрастни пациенти имаат на пример да речеме остеопороза, артритис, сите тие нели процедури подлежат под едно банско лекување, а кај овие помлади пациенти кои што имаат скршеници, набиеници, контузии или одредени повреди, многу е битно да се работи класичната физикална терапија со физиотерапевти да се спроведат навремено вежбите, масажите и другите процедури се со цел пациентот побрзо да се врати. Довербата и соработката, како што рековте, се многу клучни и при секоја рехабилитација. Видете, ова што го кажавте сега баш такав да го кажам при крајот на емисијата, ако ви физиотерапевт или како лекар не пристапите добро кон вашиот пациент и не го подготвите, што следува во една процедура и што да очекува, вие не можете да имате позитивен ефект во лекувањето. Значи пристапот на еден доктор, на еден физиотерапевт е многу битен за пациентот. Вие можете да дојдете сега тука да ми нудите широк спектар на третмани, кои што ќе ми ветувате дека ќе ме крените и ќе ми подобрите, а вие да сте многу строг со мене и да ми кажувате дека тоа не е така или не е вака. Значи пристапот на докторот и на физиотерапевтот е секогаш најважен во лекувањето. И ќе кажам, ќе си дозволам да кажам дека 30% на докторот и на физиотерапевтот само со пристапот го лекувате пациентот, а останатите 70% апсолутно пристапувате кон целосната рехабилитација на самиот. Да, ќе се навратиме на овој сегмент и подоцна, но да дадеме предност на прашањето од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав. Првим да ве поздравам вас и терапевтот. Поздрав. Имам притиснат нерв помеѓу четвртиот и петтиот и третиот пршлен. Тоа е веќе повеќе од 2 години. 2,5 години веројатно има. Има проблеми со десната нога. Тешко ја движам, болки имам. Неврологот смета и и едноставно негова диагноза дека имам и пареза дури на десната нога. Проблем повеќе имам со стапалото на десната нога. Не се движам веќе подолго време, по дома се движам со помагало. По скали можам да се цимнам со бастунче, ама да излезам надвор за подолг
Подолго движење, да. Тоа не можам. Сега ме интересира што ми препорачува терапевтот. Дали е можно со терапија, музикална терапија да се ублажат болките и движењето. Да се нормализира на некој начин. Ви благодарам, ќе добиете совети, препораки, секој добро господјо и вам. За секоја започната процедура прво ќе мора да се направи еден физиотерапевски преглед кај пациентката. Пред секоја ќе дојде во ординацијата да ја донесе целокупната медицинска документација за да се види претходно што е имплементирано кај пациентката и како физиотерапевти ние да направиме заклучок што ќе имплементираме во понатамошниот тек нели кај пациентката. Лесно е да кажете дека имплементацијата на физикална терапија ќе помогне во таа болест, во оваа болест или во онаа болест. Но морам да кажам дека одредени состојби на дијагнози не се лекуваат ни со физикална терапија, ни со еден друг вид на метод во медицината. За жал тие состојби не ни дозволуваат. Тие состојби посериозни од дископатија, дискускернија и шијалгија можат само и спондилоза, можат само Александар да се ублажат. Да. Во еден одреден период да немате болка, а потоа пак ќе мора да правите во еден известен период физикална терапија со цел понатамошно пак да ја смирите болката. Тие се дегенеративни процеси кои што секојдневно влијаат и работат во нашето тело. Да. А морам да кажам дека одреден број на луѓе физички се нула активни. Постојано се пред компјутерите, постојано се под стрес, постојано се под напнатост, физички се активни нула и сето тоа допридонесува дополнително да нашите пациенти имаат доста посериозни проблеми во однос на овие проблематики. Затоа не е само поентата да отидете на физиотерапевтот да ви направи 10-15 дена, 21 ден физикална терапија или ќе кажат сум бил 10-15 дена на бања, па потоа пак сте физички неактивни и пак оној дегенеративен процес си работи во вас, значи понатака вие не можете ништо да смирите со 21 ден. Затоа велам постојано вежбајте, постојано бидете физички активни. Пешачете 2-3 пати во текот на неделата по 40 на минути. А што во вакви случаи кога не може да се движи, еве господје? Ова е веќе акутна состојба. Ова е акутна состојба, значи ќе биде потретирана со доста по-јака, по-сериозна медикаментозна терапија, со инекции ќе бидат значи вбризгувани се со цел да се смири воспалението, па потоа ќе имплементираме физикална терапија, па ќе дадеме мислење да почнат да се движат пациентите. Еве сега од прошла недела веќе имплементираме кај оние посериозни пациенти веќе инекции во колената, се со цел што ќе дадат многу поголемо раздвижување на колениот зглоб, ќе ја подобрат работата на колениот зглоб. Значи, постојат многу методи кои што можат да помогнат, ваше е дали вие ќе го прифатите се тоа или не. Но пак ќе кажам, без физичка активност не можете да продолжите понатака да функционирате. Мора да сте физички активни. И да можете и да не можете, потрудете се малку од малку да дадете од себе, да станете да се раздвижите, бидејќи на самиот зглоб му треба раздвижување, флексија и екстензија. Така. Ќе се вратиме пак околу трагичниот настан и рехабилитацијата околу трагедијата, повредените во големата трагедија во дискотеката во клубот во Кочани. Како физиотерапевти веќе се организирате преку социјалните мрежи или преку ваши лични контакти за да им излезете во пресрет. Како се организирате и што можете да им понудите еве како доброволци на сите оние кои се потешко повредени и им е потребна рехабилитација? Ви благодарам што ја напоменавте оваа тема, што сега сакаме да ја кажеме. Значи, прво, пред се, морам да изразам една огромна благодарност до моите колеги, кои што од 80 физиотерапевти, останавме буквално 10 физиотерапевти и морам да ја поздравам исто така одлуката на министерот за здравство господинот Арбен Таравари, кој што не поддржа силно и ни даде силна поддршка да се вклучиме во иницијативата, да помогнеме во трагедијата во Кочани и на пациентите да им пружиме физикална терапија. Ние веќе од сабота, првиот тим веќе заминуваме за Кочани и сакаме да бидеме со семејствата, сакаме да бидеме со пациентите, се со цел ќе отидеме да направиме една анализа, да ја видиме анализата на пациентите, во каква состојба се наоѓаат, што смеат од физикална терапија во првиот чекор да добијат и ние да имплементираме. Тоа ќе бидат вежби за респирација, ќе бидат вежби кинезитерапија кои што ќе им подпомогнеме малку од малку да ги раздвижиме, бидејќи како што кажавме со хоспитализацијата на клиника, веќе се они доста залежени и доста мускулатурата е атрофирана. Исто така ќе направиме проценка во понатамошниот тек додека трае ова акција хуманитарна 2 месеци, април и мај ќе бидеме таму постојано секој викенд, значи буквално, ќе донесеме заклучок што понатака преку план и програма ќе имплементираме кај тие пациенти се со цел да им ја подобриме состојбата, да ги вратиме пациентите во една стабилизација. Да, ова ви е добра иницијатива, меѓутоа треба да сепак под надзор да биде на здравствените власти или да бидат вклучени лекари за да кажат како што при преглед да секако мора да има некоја документација
документација. Апсолутно, ние ќе ја проследиме или да таа медицинска документација, да видиме испишан, значи бидејќи И препорака, да. апсолутно од пациентите ќе бидат испишани, значи од клиниките и врз основа на тоа, значи на цел тој наод ќе направиме ние заклучок што смее, што не смее да се имплементира кај тие пациенти. Ние идеме подготвени како тим спремни, значи со се што треба и е потребно, значи кај тие пациенти, се со цел да ја имплементираме физикална терапија. Значи ние сме тим кој што одговорно ќе ја спроведе физикална терапија до крај. Тие останати физиотерапевти што останавме, дел од колегите немам право да ги осудувам, секој има право да учествува и да не учествува. Оние што ќе учествуваат, јас ќе ги поздравам. Оние што не учествуваат, не имам право да ги критикувам, но веќе ако еднаш веќе се пријавувате дека учествувате нели во таа акција, треба да сте доследни, да останете до крајност да учествувате, а не да се откажувате. Но на крајот на краиштата во однос на времето и можностите. Секој си прави координација со себе. Споменавте дека имате поддршка и од министерот. Да, му ја соопштивте идејата дека сакате да помогнете, на каков одзив наидовте кај него. Така се, како јас утрово стапив во контакт со министерот за здравство, значи му ја кажав иницијативата која ние на нашиот тим на физиотерапевти, он ја поздрави нашата одлука, рече во ред супер, одлично, се што ви треба ви стојам на располагање, во секое време може да ме контактирате, значи така да човекот беше отворен за соработка и добро е тоа што да биде сепак под контрола на здравствените власти. Апсолутно, сегаш се што ќе почнеме ние да започнеме како проект хуманитарна организација, сегаш ја сакам да биде нели министерот за здравство известен и да ја знае состојбата на која што сме ја почнали, исто така и психолозите кои што ќе почнат од овој викенд, претпоставувам да работат во Кочани со лицата. Значи ние вака морам да кажам дека ние никого не присилуваме, дека треба да отидеме да му влеземе во домот и да му направиме физикална терапија или пак ниту пак психолозите ќе влезат со сила да направат, значи да спроведат разговор со пациентите. Него ние еве гостуваме на телевизија, гледаат семејствата, ако имаат потреба од нас, ако нели ќе ни се обратат и ние ќе имаме во предвид кој пациент има потреба за да му се пружи физиотерапевска помош. Ние во сабота ќе отидеме во град Кочани, ќе се сретнеме со нашата колешка која што ќе не преземе од таму, значи, и секако нели секаде каде што има потреба ќе имплементираме физикална терапија, но пак ќе кажам, ние се базираме заклучно на медицинските извештаи пуштени на пациентите од клиниките. Доколку нема извештај тој пациент дека е испишан од клиника во општа добра здравствена состојба или пак не е напишано дека пациентот има потреба за физикална терапија, ние тој пациент ќе го простудираме убаво и ќе процениме дали што видови од физикална терапија треба да му имплементираме или не треба да му имплементираме на тој пациент. Значи пак ќе кажам, меѓу нас, меѓу колегите соработката мора да биде на високо ниво, да би соработувале тимски заедно сите, се со цел да им помогнале нели на тие пациенти на кои што имаат потреба. Да, како што најавуваат и здравствените власти, следува долг процес на рехабилитација, да предпоставувам во вашето искуство сте имале индивидуални вакви случаи, значи со оглед на тоа дека 19 години сум во областа на физиотерапијата, јас би кажал дека нема некоја рехабилитација што не ми поминала, што не сме ја спроведоле и што не дала позитивни ефекти во целиот процес на лекување. Така да работиме интензивно, сакам во овој период, значи во кој што семејствата се наоѓаат во една тешка ситуација, Александар, да бидеме со нив и да им помогнеме. И јас викенд сум слободен секогаш сабота и недела, дели од колегите кои што се слободни рекоја. Знаеме сите дека од понеделник до петок сме нели со работни обврски на работа, сме зафатени, активирани све, меѓутоа за викенд сме слободни, дајте да се организираме луѓе сериозно, да идеме во Кочани да им помогнеме на луѓето. Пак ќе кажам народски, нема да векуваме во Кочани со години. Ние сега во периодот од април и од мај сме им најпотребни на пациентите во Кочани, се со цел да им помогнеме во процесот на рехабилитација. Не дека тие семејства не можат да си приуштат нивно дете да отиде 21 ден на рехабилитација, него да бидеме солидарни, да се договориме, да помогнеме што можеме. Значи сепак јас што ви кажав 20 години сум во областот физиотерапијата. И така им бидам добре дојден на тие семејства во однос на рехабилитацијата и во проценката на здравствена состојба. Заедно со колегите секако. Апсолутно, да. И во проценката на здравствена состојба секако. Знаете што? И ова морам да го потенцирам. И сите да се откажат до еден, ја нема да се откажам. Еве и ова да ви го кажам. Јас секој викенд сабајле во 7 тргнувам за Кочани, а се враќам недела попладне за Скопје. И јас ќе останам со нив до крај. Ако сите колеги се откажат, јас ќе останам, ќе работам од 8 наутро до 22 часот навечер и ќе им помогнам на тие лица да бидат добри. Александар, имате добри колеги да секако ќе се координирам, меѓутоа велам и да дојде во крајен случај сите да се откажат. Да, значи нема откажување, меѓутоа овие колеги сите што останаа се стварно колеги од збор и рекоа дека Илија одиме до крај да им помогнеме на тие луѓе. Па ако сега во овие 2 месеци не сме солидарни да помогнеме, кога?
Пациентите се тука, другите приватни пациенти ќе дојдат, не ни бегаат, ќе заработиме. Дајте нешто од себе да дадеме, да фрлиме една рака на тие луѓе на кои што сме им потребни сега во моментот. Ако ние не сме солидарни сега да помогнеме, како сакаме ние утре други ден да градиме држава? Држава се гради во солидарност. Ви посакувам успех во ова предсе хумана идеја и цел која имате зацртано и ти благодарам за одвоеното време и што беше дел од денешното издание на емисијата да споделиш совети и искуства. Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи во некоја следна емисија секако повторно кога ќе ме поканите. Јас сум секогаш тука за соработка, секогаш сум тука да се подади рака на оние кои што им е потребно и секако нели секогаш им стојам од корист и од совет на нашите гледачи. Секогаш можат да ми се обратат за било каков здравствен совет, јас сум тука да го споделам со нив. Да, ќе договориме некоја друга рехабилитација за некоја друга состојба, бидејќи рехабилитација е потребно од глава до петици, како што се вели народски. Ти благодарам уште еднаш за денешното гостување. Почитувани, тука и крајот на емисијата. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија и грижете се за вашето здравје. Пријатно!